Добро вечер во 360 степени. На политичката сцена го живееме и слушаме ехото од лидерската средба што се одржа на 14 јануари, а на која не учествуваше СДСМ. Дали опозицијската партија донесе правилна одлука со тоа што реши да не оди на средбата, една од темите за кои вечерва ќе разговарам со Јована Тренчевска, од неодамна подпредседателка на СДСМ и инаку пратеничка во собранието. Тренчевска е магистер по социологија, струмичанка, долги години на работа во Скопје, особено во Министерството за труд и социјална политика. Помеѓу 2018 и 2020 беше државна секретарка во ова министерство. Во 2022 стана директорка на Државниот инспекторат за труд, а од 2022 до формирањето на техничката влада пред изборите во 2024 беше министерка за труд и социјална политика. Господја Тренчевска, добро дојдовте во 360 степени. Благодарам на поканата. И веднаш во ведната теза и дилема, дали СДСМ донесе правилна одлука со тоа што не учествуваше на лидерската средба, на која видовме беа дури лидерот на Дуја Али Ахмети и лидерот на Левица Димитар Апасиев. Така, нашата одлука беше јасна уште на самото објавување дека ќе има лидерска средба и јасно рековме дека нема да присуствуваме на оваа лидерска средба. Меѓутоа се покажа, и на самиот ден на одржувањето на лидерската средба и ден после оваа лидерска средба дека нашата одлука била исправна. Зошто така мислите? Затоа што едноставно не треба да сме дел од тој лажен диалог помеѓу опозицијата и позицијата и не смееме да дозволиме да бидеме алиби на едни намери на власта за предвременни избори по однапред подготвено сценарио и не смееме да бидеме алиби на власта, намерата на власта да ја укинува техничката влада. Ги слушате коментарите на ВМРО ДПМН дека на овој начин СДСМ се самоизолира. Еден од подпредседателите на партијата, министар во владата, рече СДСМ станува левица, левица станува СДСМ сега. Видете, СДСМ не може да стане левица, ниту пак левица може да стане СДСМ. Тоа се две во моментот опозицијски партии кои што имаат различен начин на действување. Пред се Социјалдемократскиот сојуз е најголемата опозицијска партија во моментот, за разлика од левица која што ја нема истата подршка како што ја има Социјалдемократскиот сојуз кај граѓаните. Што е лошо во диалог? Што е лошо во тоа да има лидерска средба, да се соберат лидерите на најголемите партии, да разговарат, особено што на лидерската средба агендата беше прилично широко и отворено поставена? Широко манипулативно. Зошто? Поставена, затоа што ако од сето она што излезе од медиумите и од учесниците на таа лидерска средба, единствено прашање за кое што се разговарало била техничката влада и законот за прекршоци, а додека сето она што е важно прашање во моментот, тоа се реформската агенда. Како и кога ќе се донесат законите од она што е наша обврска кон Европската унија, не станало ни збор. Само беше во најава, меѓутоа главниот фокус на оваа лидерска средба беше единствено разговор околу укинувањето на техничката влада, што Ако добро разбирам, агендата беше поставена на начин на кој што и вашиот лидер ако беше таму ќе можеше да наметне теми кои што смета дека се важни. Ако сметате дека тоа е реформската агенда, мислам дека според она што беше соопштено и пред и по лидерската средба немаше да има никаков проблем Филипче да побара да се зборува за тоа. Видете, нашиот председател уште во март 2025 година повика на лидерска средба да се разговара за реформската агенда. И во тој период нашите обврски беа најнапред до јуни 2025 година да се донесе тој пакет од закони, дел од нив и дел до декември. И тоа беше моментот кога требаше да се разговара и да се исполнат сите обврски, да се договориме како политички чинители во собранието и да ги
забрзаме процесите на донесување на овие закони за да ги исполниме овие обврски кон Европската унија. Средба имаше помеѓу нашиот председател и председателот на ВМРО-ДПМН, односно премиерот, председателот на владата. Меѓутоа, која е после средбата, заклучоците, подадената рака, ништо од она што беше договорено на оваа средба не беше исполнето во однос на реформската агенда. Ама нели ваши представници беа дел од некои работни групи околу некои закони од правосудството, да речеме? Беше договорено да се дадат предлози, дадовме одредени предлози, меѓутоа ништо од тоа не беше прифатено. Ние пред се тргнавме од сето она што ние обврска кон Европската унија, сите оние препораки што ги имаме добиено и од Венецијанската комисија и од Оценската мисија за да бидат ставени во законите. Ништо тоа не е испочтувано. Ама пак не разбирам што било проблем Филипче да оди на масата пред сите лидери да му каже на премиерот, да му каже вие ја немате за приоритет реформската агенда. Зошто да бидеме алиби на ВМРО-ДПМН за предвремени избори? Зошто да бидеме алиби? Не, нашите ставови се јасни и нашите ставови се искажани. А не сметаме дека не треба да бидеме присутни таму и да премиерот каже дека има консензус за сите тие прашања, а прашањата да не бидат отворени на маса. Ги гледаме ли веќе последиците од вашето неприсуство? Например, координаторот на вашата пратеничка група сега не го викаат на овие, иако не се формални, неформални координации во собранието за законот за прекршоци, за темата за омбудсманот. Видете, тоа се одлуки на собранието, на председателот Гаши, на на позицијата на власта, кои и како ќе повикуваат. Тргнувам од логиката дека ако не сме присуствувале на лидерската средба, дека координаторот наш не е повикан и на она што вчера се случуваше во собранието, за кое што во одреден момент беше јавено дека има договор, ќе биде закажано, требаше денес да има закажано седница да се донесе законот за прекршоци, како и изборот на народниот правобранител, кој што впрочем е неспособност на власта за да во изминатиот период не биде избран народен правобранител и институцијата едноставно биде блокирана во нејзиното функционирање. Спомнавме повеќе теми, ајде една по една да пробаме малку во детали да ги разговараме. Првото е прашањето за техничката влада, односно укинување на техничката влада од она што беше соопштено по лидерската меѓу присутните, имало согласност техничката влада да биде укината, така барем рече премиерот, но и рече ако веќе кај СДСМ нема согласност тоа да биде од следните избори, нека важи од оние по нив. Дали овој пристап е прифатлив за вас? Видите, техничката влада, која се донесе во 2016 година, одредбите, беше донесена со консензус на сите политички чинители. И еднократно? Апсолутно. И тогаш во преодни и завршни одредби се стави одредба со која што се каже дека оваа техничка влада, функционирањето ќе биде само за изборите во 2016 година, за да во периодот 2018-2020, кога се разговараше за референдумот, па за изборите во 2020 година, Заев реши да му учини на Мицковски и апсолутно прифати. Тогашниот лидер на опозицијата Мицковски побара да техничката влада важи и за изборите од 2020 година и апсолутно тогашниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев го прифати тоа барање и се промени законот за влада, така да техничката влада како опција постои во законот за влада и сметам дека тоа е едно од прашањата за кои што мора да има консензус на сите политички чинители. Зошто? Не може ние од оваа перспектива сега да велиме да, ќе важи за овие следните избори кога и да се случат, нема да важи за оние што ќе дојдат после нив. Ние во моментот обратно мислите? Нема да важи нема да важи за сега за следните, туку за оние по нив.
Мислам ќе биде укината за оние по нив. Да, ќе важи сега, ќе биде укината за оние избори после овие што треба да бидат сега. Ова е прашање, ова е прашање за кое што мора да се разговара. Ние во моментот институциите го немат тој демократски капацитет, ниту пак власта е зрела, демократски зрела, за да може да се укине во овој момент техничката власт. Зошто така мислите? Изборите во 2024-2025 не ли се аргумент во прилог на укинување на техничката влада? Дека беа фер, па не беа фер, па видете го влијанието вие на Министерството за внатрешни работи и на центрите за социјална работа, односно на Министерството за социјална политика, демографија и млади во општините. И како се вршеше притисок врз граѓаните преку овие две институции. А овие две институции се дел од техничката влада. И не случајно Министерство за земјоделие, Министерство за социјална политика, демографија и млади и Министерство за внатрешна работа се дел од техничката влада, каде што имаме всушност и технички министри. Госпоѓо Тренчевска, ако реши власта, може навистина да донесе решение со кое што ќе остави техничката влада за изборите што следуваат, независно какви ќе бидат, предвременни или редовни, а да ја укине за понатаму. Како вие ќе се поставите во таква ситуација? Ако реши власта, може многу работи да направи. Меѓутоа, треба се почитува она што било пракса до сега. А тоа е дека оваа прашање секогаш се носи со консензус. И треба да се почитуваат сите политички чинители, за да можеме да имаме одредено решение. Во тој случај, власта ќе покаже дека нема демократски капацитет и дека сето она што е пракса го поништува. Не ли ја парализира државата, таа влада, 100 дена пред избори? Одредени работи парализира. Меѓутоа е неопходна техничката влада за да имаме фер демократски избори. И вие мислите дека придонесува? Во таа насока? Придонесува кон фер и демократски избори. Придонесува притисокот врз граѓаните да биде помал од моменталната власт. Една од темите на лидерската беше законот за прекршоци, го спомнавме веќе, чие донесување е предуслов за да може да профункционира проектот Safe City. Власта рече дека би сакала тоа да се случи од 1 февруари, ама ако не се донесе закон за прекршоци, тоа не е возможно едноставно. За законот е потребно двотретинско мнозинство, не и бадентерово, што значи дека на мнозинството му се необходни или гласови од СДСМ или гласови од ДУИ. Зошто сте вие против? Зошто имате задршка да не го гласате законот за прекршоци? Не сме рекле дека нашиот став, ние ги градиме ставовите го слушав лидерот Филипче со резерва кон проектот. Никогаш не сме рекле вака, дека сме апсолутно против. Секогаш ги градиме ставовите внатре во пратеничката група и заедно со раководството во партијата за било кое прашање кое што е од интерес на граѓаните. И процесите се поставени некако наопаку. Зошто? Затоа што пред донесувањето на законите, особено на вака битни закони, мислам дека власта требаше да покаже сенс и да ги собере партиите да се внатре во парламентот и да се разговара. Господи Тренчевска, вие сте биле дел од системот и сега сте дел. Пратеник сте во собранието. Знаете дека има процедури. Нацрт законите се ставаат на ЕНР, таму може да се коментира, после има фаза. Парламентот е важна. Добро, ама парламентот ги носи законите. Така е. И треба да се почитуваат партиите кои што се внатре во парламентот. Добро, вам ви доаѓа предлог имате инструменти како да реагирате на законот, со амандмани. Апсолутно, со амандмани, меѓутоа многу е тешко одредени идеи да се преточат во амандмани затоа што вам ви е даден готов текст. И вие со амандмани може целосно концептот на власта да го смените. И затоа е добро да пред да се
достави во собранието, да се разговара, да се слушне, или пак пред да се отиде на комисија да се разговара. Да има јавна расправа, како што побаравме за кривичниот законник за измените. Во петокот имаше јавна расправа, каде што се дискутираше всушност за прашања од сите страни за она дали се добри или не се добри, што треба да се надополни, што треба да се Ајве молам извади за од тој законот закон. за прекршоци, кажете ми што ви се резервите и зошто имате задршка. Видите, надзорот над целиот овој систем на Safe City го нема во законот и тоа е едно прашање за кое што мора да се разговара. Се плашите од злоупотреба? Апсолутно. Затоа мора да има механизам за надзор и контрола. Се вака како што е поставен системот, не знаеме кој контролира. Не знаеме дали ќе има злоупотреби, а получени од владењето и практицирањето на власта, на ВМРО ДПМН, на вистина... Власта ќе ви каже тоа е целосно автоматизиран систем во кој што нема човечки фактор, има компјутер, софтвер кој што... Кој го храни софтверот, кој го храни компјутерот? Човечки фактор, на крајот на денот. Така да треба да се разговара, меѓутоа се ќе плашите разговараме од злоупотреби и во политичка смисла? Секако вид на злоупотреба. Секако вид на злоупотреба, системот го нема тој надзор и механизам за надзор и контрола кој што може да ветува дека нема да има... Има ли начин сепак вие да го поддржите тој закон? Видите, бидејќи во еден голем дел од јавноста мислам дека проектот има поддршка. Апсолутно како проект има поддршка и од страна на СДСМ. Време е да се, ако видиме ние последната година, година и пол, навистина се зголеми бројот на жртви во сообраќајот, така да сметам дека ваквите и не овој закон, и многу други закони кои што сме ги гласали, кои што се добри за граѓаните, покажуваме дека сме конструктивна опозиција. Ама пак ќе кажам сега, па не сте дел од овие неформални консултации. Меѓутоа, имаме консултации внатре во собранието. Добро. Значи, таа координација внатре во собранието функционира, на која што и нашиот координатор учествува и после кои каде што ги пренесува нашите ставови, меѓутоа претходно во пратеничката група и заедно со раководството ги градиме ставовите. Не исклучувате дека ќе гласате? Така ќе ги градиме ставовите. Не исклучуваме дека ќе гласаме, апсолутно не исклучуваме. Ќе разговараме во рамки на пратеничката група заедно со раководството и ќе го донесеме нашиот конечен став. Добро, се најавува... Меѓутоа прво треба да се договорат оние кои што беа вчера на средбата во собранието, за да видиме дали воопшто ваков каков што е законот ќе дојде на собраниска седница или пак има некакви измени. Ако добро разбирам, грижите на ДУИ се во друга насока. Тие пред се бараат почитување на законот за јазици, воведување и на албанскиот јазик во пораките со кои што ќе бидат известувани граѓаните за прекршоците. Мислам дека тоа е нивната главна грижа. Не ова вие за што зборувате. Ќе видиме која е, навистина не ја знам грижата на ДУИ, но меѓутоа преку медиумите ќе се дознае. Од лидерската средба произлезе и темата за изборниот законник. Таа е вечно актуелна тема, особено што се работи за закон кој што е десетици пати менуван и никако да се донесе нов закон. Интересно дека и сега се најавува формирање на работна група која што ќе договара измени и дополнувања, а не наводно нов закон. Точно е тоа? Да. Зошто таков пристап? Побарано е од сите. Во реформската агенда и она што е препорака од меѓународните организации да се донесе нов закон, изборен закон. Така и беше предвидено. Да, меѓутоа ние во парламентот на една координација со министерот за правда беше кажано да се даде од секоја пратеничка група по двајца пратеници, двајца кои што ќе учествуваат во измени и дополнувања, ќе даваат предлози за измени и дополнувања на изборниот законник, а не за нов закон. Тоа е одлука на власта. Во секој случај на позицијата ќе разговараме
и за ова, затоа што нашата обврска е комплетно нов закон, кој што исто така треба да се донесе со консензус. Имате одлука дали ќе делегирате двајца ваши представници во таа работна Секако група? ќе делегираме двајца представници во оваа работна група, ќе учествуваме затоа што изборниот законник е важен за секоја И политичка кога партија. ќе се отвори изборниот законник, редовно се наметнува прашањето за изборниот модел и повторно. Една изборна единица наместо актуелните 6, како идеја, наводно сите присутни биле согласни дури и за тоа, ама се разбира ако малку се загребе под површината и на таа тема се отвораат многу други дилеми, со праг, без праг, колкав праг, 2%, 3%, 5%, што значи тоа за помалите политички субјекти кои нели еве цело време зборуваат за тоа да се воведе една изборна единица наместо актуелните 6. Дали е според вас тоа тема на која што треба да се разговара и дали има потреба од промена на изборниот модел во Македонија? Прашањето за менување на изборниот модел во Македонија со години наназад се е тема помеѓу политичките партии. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека за оваа прашање треба да има консензус помеѓу не само помеѓу големите политички партии, туку и помалите политички партии, не само оние кои што се во моментот во парламентот, туку и надвор од парламентот. Треба да ги слушнеме нивните ставови. Ние сме, за нас е прифатливо една изборна единица со отворени листи. Тој став е познат на јавноста и од порано. Со колкав праг? И треба да се разговара за прагот, особено со помалите политички Ниф ако ги прашате, субјекти. тие би рекле да има природен праг, односно нели ако е Донтовата формула, таа преку која што ќе се одредуваат 120 пратеници во собранието, тие ќе речат нека има природен праг. Прифатливо ли е тоа за вас? Затоа реков, треба да се отвори прашањето и да се дискутира. И на крајот со природен било праг кое... ќе имаме шарен парламент, формирањето на влада ќе оди веројатно потешко, покомплицирано. Меѓутоа, демократијата е во всушност и тоа е. Да имаш повеќе политички партии во парламентот, да се застапуваат поголем број на граѓани, различни општествени групи, така да нас не плаши тоа ако има шаренило, поголемо шаренило во собранието, напротив, мислам дека е добро за Но прашањето е дали тоа води кон уцена од помалите утре за формирање влада, за носење одредени закони во парламент, или кон диалог кој што ќе носи квалитет? Ќе покаже апсолутно, може и едното и другото сценарио да бидат, нели праксата ќе покаже, но сепак за демократијата е добро да има шареднило во парламентот. Како и што ќе се одлучи на крајот, тоа е единствен закон во деловникот кај што може да се блокира со амандмани, затоа е потребен консензус на сите политички партии за да законот биде прифатен од сите во парламентот и биде донесен. Една од работите што остави посилен впечаток од лидерската средба е не само присуството на лидерот на Дуј Али Ахмети на средбата, туку и договорот дека тој ќе има тет-а-тет средба со лидерот на ВМРО-ДПМН и премиер Христијан Мицковски за да разговараат за одредени теми од интерес пред се на Демократската унија за интеграција. Како гледате вие на овој развој на станите, имајќи го предвид анимозитетот во односите меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ? Апсолутно, ако интересно, навистина, овие моменти се интересни, особено ако имаме во предвид од 2023-2024 изјавите на Мицковски кон ДУИ и таа нетрпеливост што ја покажуваше ВМРО спрема ДУИ криминалци, дека ќе треба да ги нема на политичката сцена, најкорумпираната политичка партија. Меѓутоа, очигледно и она што вака срамежливо и низ медиумите
во изминатиот период се најавуваше таа можна скриена соработка или коалиција помеѓу ВМРО и ДУИ, излегува на виделина сега. И не само со лидерската средба, меѓутоа и со многу други прашања кои што се поврзани со ДУИ и со ВМРО ДПМН. Но погледнато од прагматична страна, на Мицкоски му требаат гласови еве за законот за прекршоци, да речеме. Од прагматична страна, ако СДСМ не гласа, тогаш мора некој од ДУИ да гласа за да се донесе тој закон. Да речеме за евентуално укинување на техничката влада, ако и СДСМ и ДУИ се против, тоа е веќе тешко, но ако ДУИ е за, а СДСМ остане само... консензус од сите треба да има. Не може, ако СДСМ не прифати одредено решение, особено за техничка влада, не треба да се донесе. Меѓутоа, апсолутно верувам дека со тек на времето и многу други работи ќе излезат од таа средба и од прифаќањето на ДУИ да бидат дел од средбата. Ова сте малку сега навредени од тоа што и ДУИ се доближува до ВМРО ДПМН. Како вие ги дефинирате, да речем, односите СДСМ ДУИ во овој момент? Не, воопшто не сме навредени. Ние во еден период бевме во коалиција со владина коалиција со ДУИ, така да поучени сме... Правевте многу видлив обид за дистанца од ДУИ. Поучени од лекциите и од она што народот го бараше и го кажа, не дистанцирање не, меѓутоа сега сме ние и ДУИ со опозиција, имаме комуникација внатре во собранието на тие координации, апсолутно како политички чинители, има комуникација и разговори и надвор од парламентот, меѓутоа не се за коалицирање и не се онаму каде што ни се пресретнуваат вредносните системи. И она што е вредносен систем на СДСМ, она што е вредносен систем на ДУИ, онаму каде што се пресретнуваат, апсолутно е можна соработка и имало соработка. Меѓутоа не по секоја цена. Во серија јавни настапи, а и вечерва и вие зборувате за тоа дека меѓу другото со присуството на лидерската не сте сакале да бидете алиби на власта за предвремени парламентарни избори. Зошто сте убедени дека на вистина власта се подготвува, вие велите, за предвремени избори во текот на оваа година? Многу работи што се случуваат укажуваат на тоа дека власта е спремна за предвремени парламентарни избори, меѓутоа и практицирањето на власта во минатото на ВМРО ДПМН покажува дека никогаш не истерале еден цел мандат. Толку секогаш не на втората, третата година нови предвремени парламентарни избори. Носењето на буџетот е еден силен индикатор дека овој буџетот за 2026 година Добро. дека е буџет кој што е скроен за предизборна година. Зошто буџет така? кој што е празен, кај што имаме само сервисирање на плати, на пензии, 9% од целиот буџет за капитални инвестиции, кажува дека буџет кој што ќе трае најмногу 9 месеци во Министерката за финансии го нарекува буџет за фискална консолидација и дека така е правен буџет. Не може да биде буџет за фискална консолидација, буџет кој што нема капитални инвестиции, кога тоа е потрошувачки буџет, не е развоен буџет. Вие од Ама тој може да го гледаме дека е малку пореалистично само проектиран во делот на капиталните инвестиции, бидејќи ако ја гледаме реализацијата за 25-та година... Не можете ако немате капитални инвестиции. Ама има таму дел за 9% од вкупниот буџет се капитални инвестиции. Ако е тоа реално тоа што ќе се потроши на крај, зошто да не? Значи, вие не сте насочени кон капитални инвестиции, кон развој на економијата. Како ќе оди економијата напред ако имате од милиарди само 9%, колку бе 400 милиони, не ми земете за збор точната сума, за капитални инвестиции, 400 милиони евра. Видете, на пример, се најавува почеток на градба на брза пруга, така?
таа во овој момент не може да биде проектирана во буџетот затоа што едноставно правните претпоставки за тоа не се тука. Така што можеби во текот на годината со ребалансот на буџетот ќе бидат предвидени парите за тоа дополнително. Види, многу работи се најавува и во изминатата година, меѓутоа чекате да видиме што и како ќе се случи. Добро, не, прашањето беше предвремени избори. Вие мислите дека ќе има предвремени избори оваа година? Апсолутно, тоа е буџетот е индикатор. Дека онака како што е скроен, како што е подготвен, е буџет за во една предизборна година. Вие ќе учествувате на тие избори? Апсолутно. СДСМ ќе учествува на сите избори. Сега, друго нешто е впечатливо кај вас во последно време, тоа се јавни настапи во кои што многу нагласено правите споредби на овдешните состојби со состојбите во Србија и со режимот на Александар Вучич. Дали е тоа пренагласено на начинот на кој што вие го правите? И дали е тоа поради тоа што имате пиар консултант од Србија? Не е ниту едно од ова што вие го рековте, не е пренагласено, напротив, може би во моментот на граѓаните и не им е толку јасно која е целата намера, меѓутоа како што ќе излегуваат информациите од страна на СДСМ, секако ќе продолжат да излегуваат информациите, ќе им стане многу јасно зошто ова е исклучително важно. Ќе продолжиме и повторно и понатаму со објавување на информации, затоа што најголем дел од одлуките на крупните одлуки на Мицковски зависат од одлуките на Вучич и затоа што многу случувања во овој период укажуваат токму на она што го зборуваме и преку нашите пресконференции. Алта банка ти е еден случај за кој што треба да се разговара, затоа што блиски луѓе на Вучич ги купуваат акциите овде од блиски луѓе на Мицковски. Ако разговарате со луѓе од власта, тие мислат обратно, дека вие можеби несвесно сте во сценарио на Вучич, кој помалку љубоморен поради економските резултати на нашава држава, растот на БДП за минатата година, тоа што Србија го изгубила приматот во регионот во делот на овие статистички податоци, како се вели, сака индиректно, практично, да направи ситуација во која што неговиот рейтинг ќе се крева и дека вие сте несвесно дел од такво сценарио. Не сте го чуле тоа, веројатно. Ова некој сценарио за научна фантастика? Не знам, добро, државата има своји служби, претпоставувам тие активно работат, блиски се нашите две општества, не е многу тешко да се влијае, особено од српска страна кај нас. Многу е јасно на граѓаните кој какви релации има со Вучич. Така да, например, велат дека во моментот Мицковски и Вучич немаат добри односи. Ваквите изјави на власта дека ние имаме подобри односи од нив со Вучич, навистина се нереални. Не, дека вие сте несвесно во негово сценарио. Дека сме несвесно во него. Преку српскиот пиар. Да, ако се вратиме наназад неколку години, ова што го прави ВМРО-ДПМН е многу јасно. Навреди кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, навреди кон членството на СДСМ, кон функционерите, дефокусот сето она што се случува со едни вакви сценарија за, не знам, научна фантастика. Граѓаните знаат кој какви релации има. Малку за СДСМ, за внатрешните состојби кај вас, обидите за консолидирање. Во сабота ви предстои конгрес, ако добро разбирам. 24-ти. Да, отчетен конгрес, на кој што треба да разговарате, меѓу другото, и за исходот од локалните избори. Да. Сега,
во одредени кругови се слуша тоа дека раководството е пред предизвикот да обезбеди успешност на Конгресот и дека има одредени кругови во вашата партија кои што работат на тоа да одвратат дел од делегатите на Конгресот да учествуваат, односно да не дојдат на Конгресот и така да немате кворум, па Конгресот да не ви успее, што би било некаков показател за тоа дека раководството ја нема поддршката од базата. Убедени ли сте дека ќе успеете да организирате Конгрес на кој што ќе дојдат мнозинството делегати? Првото моје прашање во овој дел. Да, на 24 јануари е Конгресот на кој што ќе се разговара. Едно од прашањето е ќе се разговара по извештајот од локалните избори. Имаме и други одлуки кои што ќе се носат, меѓутоа верувам дека ќе имаме успешен конгрес на кој што ќе дојдат мнозинството на делегати, ќе се разговара по прашањето затоа што конгрес како највисок орган или во партијата е местото каде што сите председатели, делегати од општинските организации треба искрено да отворат одредени прашања за кои што смета дека треба да има дискусија и таму да се разговара и таму да се донесат. Доаѓаат ли и до вас информациите дека сепак има некој што работи во позадина, некои делегати да не дојдат? Искрено не. Искрено не. Немам такви сознанија дека се партиски другари работат против партијата за да нема кворум на Конгресот. Јас имам комуникација со голем дел од општинските организации. Сум повеќе години активна низ повеќе општински организации и како министерка, меѓутоа и како председателка на форумот на жени, еве сега како подпредседателка, така да немам најави дека ќе има бойкотирање на... Некој во еден јавен настап на председателот на партијата, во кој што вели, ги повикувам делегатите да дојдат на Конгресот, препознава дека му проработала подсвеста и дека свесен за тоа дека некој работи сепак дел од делегатите да не дојдат, дека рекол и таква реченица. Вие може да толкувате како вас ви одговара одредена изјава на одредена личност и јас сметам дека таквата изјава или да се дојде, повикот всушност повикот е да дојдат делегатите да се разговара за се она што сметат дека е важно прашање, а кое што ќе допринесе кон подобра организација и подобро функционирање на Социјалдемократскиот сојуз. Вие, госпоѓо Тренчевска и Александар Трајановски, бевте избрани за подпредседатели на партијата по оставките што ги поднесува претходните носители на таа функција. Сега имате една функција во партијата што се бира на Конгрес, а тоа е заменик председател на партијата. Значи имате председател, заменик председател, председателот го бирате на непосредни избори, заменик председателот на Конгрес, а подпредседателите ги бира Централниот одбор. Фани Карамфилова е заменик председателка и таа даде оставка. Што ќе се случува со незината позиција во партијата, ќе биде ли тема тоа на Конгресот? Видете, што ќе се случува со заменик председателката, со таа позиција, во овој случај кога имаме маж председател, жена е заменик председателка, значи што ќе се случува, ќе кажат делегатите на Конгресот, секако дека оставката ќе биде дел од Конгресот затоа што се избира или се потврдува или не се потврдува самата оставка на Конгрес. Таа е процедурата согласно статутот на СДСМ. Што е вашиот личен став? Видете, јас имам одлична комуникација, не сега во моментот, како подпредседателка, меѓутоа и претходно како член на Социјалдемократскиот сојуз, како пратеничка, имам одлична комуникација со нашата заменик председателка
и сметам дека има квалитети кои што се добри и даваат придонес во функционирањето на Социјалдемократскиот Вие имате сојуз. право на глас на Конгресот? Апсолутно. Делегацијата. Добро. Значи и од вашиот глас ќе зависи судбината на заменик како на подпредседател и член на Централниот одбор. На тема единство или неединство во СДСМ има наводи за постоење на иницијатива на поранешни и актуелни видни членови на СДСМ за воспоставување некаква граѓанска платформа, налик едно време Демос, мислам дека се викаше иницијативата, која би функционирала независно од партијата, а би се наметнала како некаква алтернатива на актуелното раководство во иднина. Знаете за постоење на таква иницијатива? Видете, на секој партиски член местото му е во партијата. Во независни движења, па не знам, формирање на други партии, само покажуваат дека всушност тоа не се искрени партиски членови. За сите прашања за кои што треба да се разговара, за се она што некој има забелешка на одредени одлуки, треба да се разговара во системот на Социјалдемократскиот сојуз, во партијата. Ајде да бидеме фер. Имаме можности. Добро. Секој еден член да присуствува најнапред на најниско ниво на местните заедници, кај што се разговара и можеш да го кажеш својот став, во општинските организации, низ комисиите во партијата, Централниот одбор и на крајот на Конгрес. И на крај лидерот како ќе реши, така ќе биде. Не како лидерот ќе реши. Значи, има дебата, секогаш имало дебата. Например, секој од дозволете овие... само ова да ве прашам. Го сметате ли за статутарна дупка тоа што, например, вие немате механизам за тоа како може да го разрешите лидерот во овој момент? Да. И може ли тоа да биде една од причините за некој да се обиде преку паралелна некаква независна иницијатива да биде присутен јавно и да се наметне како алтернатива? Не може да се наметне ако не си внатре во партијата. Не, се разбира. Не можеш да се наметнеш. Значи треба внатре во структурата на партијата. Ама треба ли да има механизам за разрешување на лидерот? Па има услови, па има таму наброено во статутот кои ако се даде условите. оставка, ако не дај Боже нешто му се случи, ќе му престане мандатот. Има ли, еве, вие на Конгрес... Имаме. Сега разговараме всушност и за има работна група и за некакви измени на статутот. И во еден дел она што е забележено како недореченост во статутот, меѓутоа во друг дел и да наметнеме некакви нови иновативни решенија, не знам, дигитализација и слично во самата партија, како да се модернизира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па веројатно правниците кои што работат на измените, ако има некакви забелешки, ќе го детектираат тоа прашање. Вие сте пратеничка во собранието, би требало да сте во дневна комуникација со координаторот Оливер Спасовски. Како во овој момент би ги дефинирале односите на раководството на партијата со пратеничката група? Бидејќи оваа пратеничка група е резултат на листи кои беа креирани пред предходните избори, имаше друг лидер, друга констелација, сега имате друг лидер. Вие, за ваша среќа или несреќа, сте сега и дел од раководството и дел од пратеничката група, би требало да бидете некаков мост, но како во овој момент би ги дефинирале тие односи раководство на партијата, пратеничка група? Ако ме прашате мене лично, јас имам одлична комуникација со сите пратеници внатре во пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Во секојдневна комуникација сум со сите, буквално со сите, затоа што кај Оливер Спасовски чувствувате некоја дистанца, некоја резерва во односот со раководството? Не чувствувам никаква дистанца.
Со Оливер сме биле заедно во влада, сме биле министри во еден ист период. Другари сме партиски 30 години наназад. Така да и со Оливер и со останатите во пратеничката група имаме одлична комуникација. Имаме одлична комуникација помеѓу раководство и пратеничка група. И председателот на партијата, подпредседателката, односно јас, сме дел од пратеничката група. И нормално е дека ќе имаме секојдневна комуникација и координација за многу битни прашања. Не чувствувам, видите, слушавме повторно од кујните на ВМРО ДПМН за некакви, не знам, несогласување помеѓу пратеничката во пратеничката група, па некакви несогласување на пратеничката група со раководството. Не е ништо вистина, сето тоа излегува од кујните на ВМРО. Имаме редовна координација и редовна комуникација. Веројатно не е лесно да сте член на раководството на СДСМ во вакви околности. Партијата се обидува да се консолидира по лошиот резултат и на парламентарните и на локалните избори. Што според вас треба да направи СДСМ за да се врати на, или барем да се доближи на некакви стари патеки? СДСМ веќе се враќа на старите патеки, на она што се враќаме на вредностите кои што се обележија на социјалдемократијата. Сега на Конгресот ќе има, председателот ќе објави и ќе реферира по новата платформа, програма која што ја прави Социјалдемократскиот сојуз, која што почива токму на социјалдемократските вредности и која ќе не врати и помеѓу народот, меѓутоа и на оние вредности кои што значат грижа и за граѓаните, и подобра економија, подобро здравство, подобро образование. Немаме уште многу време, а сакам уште неколку прашања да ви поставам. Вие рековсте од Струмица. Таму после речиси 2 децени локална власт на СДСМ, на последните локални избори ВМРО ДПМН доби и градоначелник и мнозинство во Советот. Имате увид како и оди на новата локална власт во Струмица? Видете, од она што како информација го имам и она што го следам низ медиумите, освен измени на директори, немаме никаква значајна активност од страна на општинското, новото општинско раководство од градоначалникот и Советот. Ако зборуваме за инфраструктурни проекти, зима е, веројатно тоа може да биде изговор. Струмица е еден од најзагадените градови. Мислам дека наскоро треба да има и од страна на граѓанските организации кои што работат на токму на тоа прашање. Треба да има и некакви протести, затоа што на вистина во одредени делови од градот е енормно загадувањето. Не е од сега, тоа било од претходно, меѓутоа ете за овие месеци не гледаме никакви иницијативи, ниту пак намер да се покренат одредени работи, да се покренат. Да. Ако еден од проблемите на претходната власт во Струмица беше дека ништо не прават за воздухот, за не знам, за загадувањето, сега овие месеци буквално не се ни отвара прашањето на седници на Советот, за да видиме дека имаат некаква намера да решат нешто. Струмица, поврзано со тоа што долги години го работевте во Министерството за труд и социјална политика, родовата еднаквост, како се случи Струмица да биде центарот на антиродовите движења во Македонија? Имате ли објаснување за тоа? Имам објаснување, навистина е кратко времето за да можам не, кратко, да објаснам. Не можам со тоа има поголема, поширока е сликата зашто токму од Струмица се ваквите антиродови движења, меѓутоа видете, од Струмица важеше и важи се уште, верувам, за еден отворен град. Апсолутно, Струмица е отворен, модерен град со граѓани кои што се со многу европски вредности. Во еден период во кој што се случи тоа, пред избори, ВМРО
со желби за да дојде што полесно на власт, со секакви манипулации и лаги изнесени од ВМРО, Добро, може би е интересно во некоја следна емисија да го отвориме подетално ова прашање. Интересно за бидејќи прашање, општествено релевантно. Е релевантно, меѓутоа беше искористен момент за да два закони кои што немат врска еден со друг бидат ставени во еден и да се направи целата оваа манипулација во јавноста, што нема никаква вистина во тоа што се зборува. За крај, уште за минималната плата. Во ваше време бевме сведоци дека минималната плата се зголемуваше со административни мерки, така да речем, со менување на законот. Сега гледаме пристап од оваа влада, што веројатно е делумно идеолошко прашање, во кој што вели владата, тоа што ќе се договорат синдикатите и работодавачите, владата ќе го поддржи. Мене ова ме интересира, дали вашиот пристап сега креираше нереални очекувања на страната на синдикатите? Вака, ние го донесовме методологијата за пресметка на минималната плата и постојан раст. Меѓутоа сме носили политички одлуки за раст на минималната плата. Синдикатите не се согласуваат само со законското зголемување и бараат повисоко зголемување. Зависи од контекстот моментален во општеството. Во моментот и минатата година не се согласуваа затоа што трошоците на живот многу брзо растат. И они рекоа, мора да имаме политичка одлука за зголемување, интервентно зголемување на минималната плата. И не можеш, многу е лицемерно да оставиш диалогот, социјалниот диалог да се води помеѓу работодавачите и синдикатот. Ние имаме трипартитен социјален диалог. Значи, вклученоста и на владата е важна. И ако вие никогаш работодавачите и синдикатите нема да се договорат за зголемување на платата. Владата е таа што треба да интервенира во тој социјален диалог и да донесе решение кое што ќе одговара и на работодавачите, меѓутоа ќе ги заштити и работниците. Земјава е со најниска после Косово, мислам. Во меѓувреме Косово ја зголеми минималната плата, така да во моментот сме со најниска минимална плата и со најниски плати во сите останати. Синдикатот најавува протести, тие имаат свое барање за колку треба да се зголеми минималната плата, вие го поддржувате тоа? Види, ние поддржуваме секаква активност која што ќе донесе повеќе приход кај семејствата, кај поголеми плати за работниците, и ако едни од најуспешните политики во изминатото на СДСМ се токму покачувањето на минималната плата, покачувањето на останатите плати и растот на просечната плата. Дел од вредносниот систем на социјалдемократијата е токму грижата за работниците и за грижата за синдикат. Да, реков дека веројатно вашиот пристап и пристапот на оваа влада се разликуваат меѓу другото и ради идеолошките разлики. Нашиот интерес е свртен кон работниците, нивниот кон капиталот. И затоа оставаат капиталот да се договори со работниците, а такво нешто никогаш не може да се случи. Благодарам за овој разговор. Благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, благодарам за вниманието со кое не следевте. До крајот гледајте и новата саботажа. Ќе се видиме повторно в четврток. Општинските советници се уште не може да се ослободат од празничната атмосфера во која кујната секогаш има доминантна улога. Може би затоа и документите кои што им ги подготвува администрацијата им наликуваат на список со продукти за подготовка на некој десерт. Дали заслужуваме вакви штури, неконкретни, едноречни образложенија? Дали статутот на општината е рецепт за правење сутлијач или највисок правен акт? Паушални обвинувања за сутлијачи, за баклави, за такви работи не доликува на една дискусија на совет на било која општина. А како да не биде предмет на подсмев активноста на локалните службеници кога ниту тие, а ниту председателот на советот не сакаат да откријат кој раководи со управата. Не баре се работи за државна тајна, за тоа дали некој Симаран Гозов е или не е избран за секретар.
Значи, во рок од 10 дена треба да биде доставен одговор. Поминати се повеќе од 10 Не може дена. да ти дадам сега одговор, ќе прашам до кај е одговорот и ќе бидете информирани. А зашо постојат членовите на деловник 19, 20, 21? Ме разбираш дека не можам да ти одговорам сега. Значи морам да прашам до кај е одговорот и ќе биде доставен. Но това ми излева мајтап веќе. Некој му е до шега, некој умешно се обидува да се подбива со проектите предложени од градоначалниците. Па со огромно задоволство најавува дека следуваат денови на таков развој, кој драматично ќе ги подобрат условите за живот. Јас се слагам со вашето излагање. Амди Бајрам што вика 102,3% и се слагам со сите, че донесете толка ведрина. Изгледа јас че живеам повеќе од баба. Баба умре на 105 години, ја изгледа 150 че истерам. Но не се сите исти. Некои од членовите на Советот се толку здодевни со терање некаква правда и со постојаното мрчење. Толку го попречуваат нормалното функционирање што седниците налекуваат на испитни сесии. Колега Стевановски да ни се однесува овде како да ни е надреден, а ние како да не сме му подчинети, па се треба нешто да му појаснуваме, треба да му појаснуваме, треба да даваме одговори, кога да ни е класен раководител, не учи личината. Изгледа дека проблемот е во осетливостот и со малку подобро појаснување. Станува евидентно дека во училницата има некој што си има проблем со дисциплината. И ако се чувствувате дека како учениче, кога јас зборувам овде, тоа е ваше чувство. Ама пред се поработете на чувството за спречување на конфликтот на интереси кои очигледно го имате, а не го чувствувате. И на крајот, не е се толку на нож. Има и моменти на укажување чест. Бидејќи неколку пати ви имам забележано низ градот како го управувате вашето возило и разговарате на телефон. Па заради ваша безбедност и безбедност на сите учесници во сообраќајот, сакам да ви ја подарам оваа Bluetooth слушалка. Благодарам. На градоначалниците навистина им требаат добри слушалки, ама не за да избегнуваат сообраќајни прекршоци, туку конечно да ги чујат барањата на граѓаните.